ја известна јавноста за работењето на локалната самоуправа и јавното предпријатие ИСАР. Она кое што во моментов се работи е на улица Борис Кидрич, почеток со комплетна реконструкција на една од најпрометните и главните сообраќајници во нашиот град, од крстосницата Дујле до зграда Промаја. Станува збор за една амортизирана улица која во минатото никогаш темелно не била реконструирана и затоа секоја година практично имаме проблеми со самата сообраќајница, со честите дефекти на водоводната линија, со честите прекопи, со амортизираниот асфалт, со нервозата кај учесниците во сообраќај. Затоа одлуката за целосно да се реконструира улицата Борис Кидрич од зграда Промаја до крстосницата Дујле ја донесовме во период кога имаме најмала фреквенција во централното градско подрачје, односно кога е завршена учебната и академската година. Во име на ова сакам да ги замолам жителите, граѓаните на општина Штип, сите кои ја користат оваа улица, за трпение, затоа што правичната фаза која што деновиве ќе се работи предвидува ист сообраќајен режим без позначајна промена, но веќе од 25 овој месец ќе има целосно и делумно затварање на главната сообраќајница Борис Кидрич од зграда Промаја до крстосница Дујле, за да може јавното предпријатие ИСАР да работи на подземната инфраструктура, на водоводната инсталација, делумно онаму каде што има проблеми, секако и на канализационата, фекалната, за конечно долгорочно да го решиме овој проблем и оваа состојба која е непромената повеќе од 60 години. Повеќе од 60 години оваа улица има застарена подземна инфраструктура. Свесни сме дека ова ќе предизвика потешкоти во сообраќајот, нервозика и граѓаните, но сите улици кои ги работиме темелно за да наредни 10, 20, 30 години немаме никакви потешкоти во функционалноста на нашиот град. Во име на тоа сакам да се заблагодарам на сите кои ќе бидат вклучени и се веќе вклучени во реализацијата на овој проект. Најпрво јавното предпријатие преку инсталирање на подземните мрежи за оваа општина Штип одвои нешто повеќе од 3 милиони денари за комплетно да се подземно реконструираат сите подземни мрежи, а подоцна и за асфалтирање на потегот од зграда Промаја до крстосница Дујле, исто така нешто повеќе од 3,5 милиони денари за да се истретираат тротоарите и да се изасфалтира целата сообраќајница која што како што предмалку напоменав е една од најпрометните улици во нашиот град. Верувам дека после завршувањето на сите овие активности, дека конечно и оваа улица ќе биде доведена во состојба да може сообраќајот да се одвива во еден нормален сообраќајен ред со нормална сообраќајна сигнализација, без постоечките прекопи кои ги има практично на секој метар низ самата делница, низ самата сообраќајница заради честите дефекти. За деталите поврзани со активностите на подземната инфраструктура ќе оставам директорот на јавното предпријатие да ги сподели со јавноста за динамиката и сето она кое што е предвидено да се случува. Може. Благодарам, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Иако температурите се високи, особено чести задоволство ми е да најавам дека сите вработени во јавното предпријатие даваат се од себе, затоа што знаат дека по завршувањето на овие работни активности ќе се реши еден долгогодишен проблем на граѓаните на општина Штип. Именно улицата Борис Кидрич е рак рана кога станува збор за честите дефекти на водоводната и на канализационата мрежа. Во многу чести случаи интервенираме и ги санираме тие дефекти. Конечно во соработка со општина Штип и градоначалникот наидовме на разбирање и пристапуваме кон поставување на целосно нова водоводна и на дел од улицата Борис Кидрич канализациона мрежа.
Проектот предвидува значи зафат на водолжина од некаде 360 метри, а конечно цементно-азбесните цевки ќе отидат во историјата и граѓаните на општина Штип заслужуваат и ќе се водоснабдуваат со чиста бактериолошки хемиско исправна вода за пиење со преку една нова современа водоводна линија. Како што спомна градоначалникот, зафатот ќе чини некаде околу 3 милиони денари, станува збор за преку 60 приклучоци кои што ќе бидат третирани, така да посакувам успешна работа на нашите вработени на овие топли денови, а апелирам до граѓаните за разбирање за сообраќајниот во сообраќајното движење.